Поздрав до слушателите на Канал 103 и тие што на времето слушале 103 исклучиво во нивните автомобили. Јас сум Златко Ѓелевски, водител на емисиите Дансе Макабре, која што се емитува секоја среда по 22 часот, и ТВ 103, која што се емитува секој четврток од 18 до 20 часот на Канал 103. Оваа година, како и секоја, со денови се мачам да ја составам листата, со непотребно ротирање на местата до последен момент додека не ја испратам, но факт е дека ќе направам легура на највртените албуми во Дансе Макабри и во ТВ 103, што па значи дека ќе добиете една еклектична листа, во која пред се ќе мешам баби и жаби, дедовци и медовци, и поради разнородната природа на албумите се разбира дека нема да може да се мерат на ист кантар, па јас се држев до мерилото за најслушаниот албум на мојот Винам. Да, се уште користам Винам во 21 век, затоа што ми брка работа и јас им сум лојален на моите плеери додека не крешнат, се разбира. Така што албумите кои најмногу ми го задржаа вниманието ќе ги сосредоточам на некаква си топ 10 листа, творби на кои постојано сум им се враќал, кои не верувам дека ќе се поклопат со другите на останатите листи на моите колеги, што сведочи па за музичкиот диверзитет кој е богатство на оваа бездомна радиостаница. За жал не вклучив оваа година автори на филмска музика, заради тоа што никој не ми се истакна со неговите квалитети до тој степен за да ги вбројам. Секако дека бликаат со своји квалитети и музиката на Тар, на Hildur Gudnadottir. Се уште не ми е гледам Woman Talking, каде што исто така Hildur ја прави музиката. Потоа Bones and All, Трент Резнор и Atticus Ross ја правеа музиката за овој одличен филм на Гваданињо, меѓутоа немав можност да го гледам Empire of Light, например, каде што тие ја правеа нивната музика. Потоа Картер Баруел ја правеше музиката за The Banshees of Inisherin, а Колин Стедсон дефинитивно растури оваа година со одличниот негов скор на The Menu и Texas Chainsaw Massacre. Исто така оваа година Ник Кейв и Ворен Елис ја правеа музиката за Блонд. За разлика од нив, Клиф Мартинес, например, правеше музика за Кими и препорачувам да го погледнете, односно да ослушнете пред се неговиот звук во новата ТВ серија на Winding Refn Copenhagen Cowboy. Потоа Клинт Мансел ја правеше музиката за хоророт She Will, Роб ја правеше музиката за Run Sweetheart Run, кој што не ми остави некаков си впечаток. Бер Мекрири оваа година се посвети на серии видео игри. Дени Елфман ја правеше музиката за White Noise и Wednesday. Надвор од листата, пред да почнам со неа, во последен момент ги заменив Wild Oaks Moan со истоимениот нивен деби албум, кој што имаат албум препорн со пребливи стонер рок песничиња, ама веќе имав еден таков албум, па ќе мораше да заврши ова деби остварување на почесната листа. А листата ја започнува 10-то место The Algorithm со Data Renaissance, издаден за Fixed Music. Реми Галего, кој што комбинира IDM со прогресивен метал, е своевиден музички алхемичар, хибридист кој амалгамира најдоброто од електронскиот звук, односно synthwave, cyberpunk со гитарски дисторзии, каде што се блиски до джент, така што си сакам такви турлитави помеѓу жанровите, многу ми се вкусни, како што е неговиот петти студиски албум, кој што, како и неколку други инструментални албуми, не само што многу пати со внимание сум ги преслушал оваа година, често служеше и како музичка позадина додека ги пишувам рецензиите или пак ги спремам емисиите. За разлика од него, Артур Панишер имаше издание исто така оваа година Крулер, кој што свири на машини со хидраулики, ама неговиот буквалистички индастријал не знам колку ќе остави песни за паметење. Едноставно експериментот на Реми мислам дека се покажа успешен, а Артур ќе почекаме во иднина да видиме каде ќе го носи неговиот индастријал. Додека сме кај самиот жанр, на Рамштайн новиот ми беше репетитивен и затоа не го ни спомнав за оваа листа, на која што 10-то место The Algorithm Data Renaissance го заслужи. 9-то место ќе вратам во 2000-тите, кога паднаа колите близначки, се носеа широки панталони и нью метал доминираше на MTV, кога се изроди бендот Papa Roach,
кои се наоѓаат на 9-то место со нивниот нов албум Ego Trip, издаден за New Noise Records. Бенд предводен на пизданиот Джакоби, кои 20 години подоцна, односно 10 албуми подоцна, прават нивен лейбл и си го издаваат албумот по нивен мерак, со многу опасни песни на него, кои се заразни за слушање, опевајќи ја една од најголемите болести на македонското општество, односно навлеченоста на его трипот за себе докажување, односно зараза која не успеаме да ја искорениме ниту помеѓу пријателите, ниту помеѓу непријателите и во 2023 година. Роуч се најдобар доказ како се останува релевантен, вметнувајќи и хип-хоп елементи, трап битови со работка со нивните наследници Fever 333, мелодични поп-панк рефрени, едноставно ова е албум кој што не дозволува да помине со едно преслушување. Сите ню метал бендови се вратија на сцената оваа година, имаше ревайвал на 2000-тите, имаме албуми од Korn, од Drowning Pool, од Infected Rain, од Shinedown, Head Planet Earth, Machine Head, Slipknot се постојано активни со солидни албуми, ама овој ми беше најслушливиот оваа година. 9-то место Papa Roach, Ego Trip. 8-мо место Arch Enemy, Deceivers, издаден за Century Media, односно секоја година отстапува место за еден бенд со напиздан женски вокал. Што да правам, слабост ми се бендовите во кои вика некоја си пејачка на глас. А ако Ginger беа на листата минатата година, ова Arch Enemy го заслужија местото, ама ако повредените блузери плачат за тоа што некоја им го скршила срцето, повредените девојки како Алиша пеат против лицемерието, крајот на светот, омразата и подигнување на пеколот на земјата, знаете, важните ствари во животот на нивниот 11-ти албум, иако Anthems of Rebellion ми е албум на животот од овој бенд. Признавам дека со постојаната популаризација на овој бенд се надевам дека ќе привлече поголем број на девојки да се пробаат со Скрим и со Грол, како што, например, Отеп и Гуаноес биле идоли на Татјана и Алиша. Денес Ginger и Arch Enemy може да бидат пример за идни бендови со фронтвомен. Once Human, Роло Томаси и Лакуна, кои исто така снимија одлични албуми, ама ако морам да изберам еден бенд кој што ќе биде во овие рамки, тоа дефинитивно е Arch Enemy. Од метализираните бендови супер албум исто така снимија и Motionless in White, Cave in, Vain, FM, Lamb of God, Parkway Drive и голем број на други бендови. Меѓутоа, на 8-мо место се наоѓаат Arch Enemy со Deceivers. 7-мо место Dance with the Dead, Driven to Madness, само издадено издание. Едно место мора да биде загарантирано и за ретро-вейв артисти и оваа година буквално најголемите два бенда од жанрот се судрија еден со друг со нивни нови албуми, па морав да бирам помеѓу титаните Carpenter Brut или Dance with the Dead и не го избрав албумот на Carpenter Brut затоа што имаше доста гостување и синтвейв песничиња кои ми губеа на силината на нивниот израз, па затоа ги избрав Dance with the Dead албум кој започнува со гостувањето на Џон Карпентер и син му Коди, така што таткото на овој музички правец и е инволвиран во ова моќно издание на кое можете да танцувате до смрт. За нив 80-тите никогаш не се завршени, така што ако ви се допаѓа, например, домашниот бенд Искра, овој петти албум на Dance with the Dead е албум кој што е задолжителен за ваше преслушување, така што 7-мо место Dance with the Dead, Driven to Madness. На 6-то место се наоѓаат Sgt. Thunderhoof со The Separate Wayne. Станува збор за стонерок албум, издаден за Pale Wizard, односно стонерок сцената докажува дека постои изобилие на рок-н-рол и ден денес, кој е поквалитетен од кога и да е, квантитет кој раѓа квалитет и кои албуми да го изберев, дали новиот на Wild Ox Moan, на Smoke, на Carson, на Electric Mountain, Druid, Sasquatch, Black Lung, Siberia, King Mountain, Naxatras, Elder, Alunach, Half Gram of Soma, Black Mirrors, The Restoned, Крobot, Clutch или Борис, немаше да сгрешам и ме радува што има милиони слушатели широм светот на овој музички правец, како и огромни фестивали наменети за да си плакнеме очи и уши на овие прекрасни бендови, а повремено нели да бидеме посетени и од некој од нив, како што беше незаборавниот концерт на Thousand Mods или Kia Mods за тие што се пидлачат.
кој што имавме можност да ја гледаме во МКЦ минатата година и демонстрира која е моќта пред се на овој музички жанр. Сарџент Тандерхуф ги издвоив оваа година затоа што овие британски стонери имаат прогресивна жичка и на шестиот албум копаат во фолклорни легенди и митови на нивното тло и ги преточуваат во песна која се растегнува на албумот и фрла магија на слушателот кој албум кој што се слуша неразделно, песна врзана со песна како една целина која што е нераскинлива. Шесто место Сарџент Тандерхуф со This Sceptered Whale. На петто место се наоѓа Hellstorm, односно со албумот Back from the Dead, издаден за Atlantic. Јас не важам за фан на Hellstorm, ама имав едно место резервирано за heavy metal албум, па на петиот албум на дружината на Лизи Хейл морам да признам дека има најголем број на моќни композиции кои што се пеат на еден глас, така е тоа заради тоа што сметам дека Лизи е денешно олицетворение на Рони Джеймс Дио во женска верзија, така што не им ја слушам нивната дискографија во континуитет посветено, секојдневно, меѓутоа секогаш кога ќе објават нов албум, го преслушувам и викам браво, алалви вера, и неколку години не ги слушам, додека не издадат нов материјал, и пак доаѓам до истата констатација, кој што ја имам и оваа година, и реков, добро, Златко, признај си на себе си дека ти прават мерак и дај им малку повеќе љубов, не биди таков, нека си го добијат своето место на оваа листа. За разлика од нив, например, Дорот исто така има нов албум, ама каубојката ми е многу православна за мој вкус, а Попи, например, издаде само едно убаво панкерско EP, Стегар оваа година, на Тони Мартин. Се уште не сум го преслушал во целост новиот албум, а Ghost, например, стана премногу нежни за мојот вкус, не дека од секогаш не биле, ама загубив респект за овој поп бенд, така што, ете, Hellstorm конечно си најдоа свое место на оваа листа, односно на петто место се наоѓаат со Back from the Dead. На четврто место се Valley of the Sun со нивниот албум The Carriot, издаден за Ripple Music, доколку сме кај рок-н-рол, кој што треба да звучи како рок-н-рол. Веќе ви напоменав 20 на стонер рок албуми кои се бореа за оваа позиција, ама кога и да го пуштев четвртиот албум на Valley of the Sun, веќе ми беше јасно, затоа што уште од прва композиција удираат со моќни рифови, галопирачка ритам секција и продолжуваат на наредна, едноставно растураат песна по песна дечките од Охајо кои настапувале на најзначајните, заедно со најзначајните стонер рок бендови кои продолжуваат да ги палат сите бини на кои што си имаат качено и не би сакал искрено да членувам во некој бенд кој што ќе настапува по нив на фестивал. Така што четврто место Valley of the Sun со The Carriot. Односно се извинувам со The Chariot. На трето место се наоѓаат Whiteboard со False Light, издаден за DB Moore Morty Productions, а што се однесува до екстремната метал сцена, оваа година ме мрдна од памет албумот на Fit for an Autopsy, бенгав на новиот на Venom Prison, Lorna Shore, например, докажаа дека не се one trick pony и знаат да дадат многу повеќе од тоа што има на нивното EP издание. Behemoth си продолжија со нивната мрачна литургија и помеѓу традиционалистичкиот бендови, можеби Goatwhorse со Angels Hung from the Arches of Heaven е најдобриот black metal албум за оваа година, ама признавам дека сум станал голем противник на слушање на трве во 21. век, односно имам огромна почит за скандинавската black metal сцена во раните 90-ти, со Mayhem, Burzum, Darkthrone. Треба да останат таму во тие години и сите бендови кои ги копираат во денешницата ми се смешни за слушање, па затоа денес сум станал антитрадиционалист со ниско трпение за досадни гитарски трзаи и врескање од бунарот на комшијата и барам некаква музичка хибридизација која ќе ми биде свежа и тоа го најдов во прогресивните украински пост-блекери Whiteboard, кои што ги кршат стереотипите во мигот кога внесоа саксофонист како рамноправен член на бендот, кој си има соло во песните, си држи ритам и на тој начин прави звучна мешавина која е доста уникатна. Точно е дека и Silent Emperor става саксофони во некоја песна, точно е дека Shining не тие кои што се сечеа на бина, туку другите скандинавски Shining джезери става
сакс во нивните песни, имало и дед метал бендови кај што ставале саксофон, но тоа е само зачин. А во рамките на Whiteboard, тука ноарот, дарк джезот е основна состојка. Плюс лавкрафтовски се насочени дечковците, така што во ваков трет албум очекувам да продолжат да експериментираат во оваа патека и да создаваат нова уникатна музика. Whiteboard трето место со False Light. На второ место се наоѓаат Animals as Leaders со Parhesia, издаден за Sumerian Records. Додека смека експериментирањето, албумот кој дефинитивно најмногу пати беше повторено пуштање, што свесно, што несвесно, преслушан во секоја пригода, без разлика дали сум сам или со луѓе, јадам, пијам, спијам, делам телесни течности, работам на компјутер. Овој албум бил на најчеста ротација, затоа што петиот албум на тројката од Вашингтон, мислам дека не е наменет за разбирање на земјата, туку воспоставува некакви си вонземски сигнали и комуницира со некои други раси во нашиот универзум, затоа што гитарите не треба да ги изведуваат тие несвети математики на него, да одговараат на неправилни ритмики и да си се повторуваат толку пати што ќе се преточат во милозвучна мелодија, така што овие инструментални прогресивци се поим дека све не е измислено во музиката и може со три инструменти кои сите музичари ги поседуваат да се откријат нови светови, така што на второ место ги ставаме Animals as Leaders со Parhesia и прво место Zealand Ardor со Zealand Ardor, издаден за MFKA. Немаше никаков сомнеш за првата позиција, затоа што е бендот кој што најмногу сакам да го видам во живо со овој албум, иако претходните два албуми на Zealand Ardor беа доста солидни и беа во потрага по рецептот за спојката помеѓу госпел и блек метал, ама мислам дека на овој албум ја најдоа добитната комбинација, посебно во композициите како Church Burns и Dead to the Holy, се метал химни за оваа година за мене, албумиште кое се надополнува на заробеништвото и бегството на американските робови, кои во нивниот алтернативен универзум, наместо да се молат на Бог, се молат на сатаната и ги кршат синџерите на робијата. Така што во линија на спојување на неспојливото, како што во изминатите години, например, сме добиле вестерн блек метал со каубојци, индијанци, низ бендовите Vital Spirit, Pan American Native Front или Untamed Land, например. Така тука американските робови наоѓаат алтернативен начин за да трагаат по нивната слобода со помош на нечестивите сили и тоа да звучи моќно. Така што најдобар албум според мене за оваа година е Zealand Ardor на Zealand Ardor и ако имаме време на располагање, ќе слушнеме нешто од ова албумско остварување, а за крај да се потсетиме на целокупниот избор, да не испадне ова зборување во ветер. На 10-то место се наоѓа The Algorithm со Data Renaissance, на 9-то место Papa Roach со Ego Trip, на 8-то место Arch Enemy со Deceivers, 7-то место Dance with the Dead со Driven to Madness, 6-то место Sergeant Thunderhoof со This Scepted Veil, 5-то место Hellstorm, Back from the Dead, 4-то место Valley of the Sun со The Chariot, 3-то место Whiteboard со False Light, 2-то место Animals as Leaders со Parhesia и прво место Zealand Ardor со Zealand Ardor. За жал немав можност да присуствувам во студиото на Канал 103 за да говорам во живо за изборот на овие албуми, меѓутоа затоа што не сум моментално во Скопје, меѓутоа не сум поштеден од дишање на јаглерод диоксид и диоксини во воздухот, така што ви не дека сум нешто заштитен од тие привилегии. Така што ви благодарам на вниманието и останете на брановите на Канал 103 со изборот на албум на годината и нека победи најдобриот. Чао!